Почитувани пријатели, браќа и сестри, 23 години гордо ги чуваме нашите корени и нашата традиција. Го чуваме аманетот на нашите предци. 23 години сме енергијата која ја обезбедува сигурна иднина на нашата земја. И секоја година се побројни, секоја година се посилни, но секогаш водени од една единствена идеја. Македонија гордо да чекори напред. А сега да го проследиме видеото, спотот, младите заедно, Македонија посилна. Ние знаеме да препознаеме позитивна енергија. Ние знаеме да препознаеме талент. Ние знаеме да препознаеме вредни луѓе. Ние знаеме да препознаеме добри идеи и добри решенија. Ние знаеме да ја препознаеме енергијата која носи напредок. Ние знаеме да го препознаеме патот до подобра иднина. Ние знаеме да го препознаеме успехот и заедно да стигнеме до него. 47.000 млади за подобра Македонија. 47.000 идеи за сигурна иднина на Македонија. 23 години Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, посветени на Македонија. УМС, младите заедно, Македонија посилна. Унијата на млади сили, браќа и сестри, постојано го следи трендот на она што се случува во светот, а вие знаете дека селфи фотографиите е она што го одбележува секоја манифестација што се случува. Во таа чест, јас ќе направам едно селфи од оваа наша бина за да ги одбележиме овие 23 години, а вие може да го направите истото. Ако може Барак Обама, можеме и ние, нели? Еве, јас вака ќе направам. Уште една на првата не бев толку убав. И вие можете да направите, драги мои. А сега следува квартетот 4 жици или 4 strings. Ве молам еден аплауз за нив и уживајте.
квартет, очигледно еден е одсутен, но свират за четворица, мора да признаете. Го поканувам поранешниот председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Александар Николовски, да додели признание за афирмација на Република Македонија и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на Филип Арилон, студент на Факултетот за музичка уметност во Штип, изведуваче на многубројни народни инструменти, како што се гајда, кавал, тамбура и многу други. Честитки за Филип, се надеваме дека убавата македонска музика ќе продолжи да ја пренесува низ светот, а сега го поканувам поранешниот председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Сашо Стефановски, да додели признание за афирмација на Република Македонија и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на Дарија Дурлојкова, која е мултиталентирана и има учествувано на меѓународни надпревари во областа на математиката, географијата и физиката. Своето натамошно образование ќе го продолжи во областа на медицинска физика. Го поканувам поранешниот председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Диме Спасов, да додели признание за афирмација на Република Македонија и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на Мартин Несторовски, кој во 2008 година е прогласен за најдобар каратист од Федерацијата на Република Македонија. Има освоено преку 80 медали на државни и меѓународни првенства. Мартин е освојувач на светската премиер лига во карате. Им благодарам и на поранешните председатели на Унијата на млади сили и на добитниците на наградите, а сега ќе ги проследиме, се извинувам, финалистите од танцот со звездите. Следува македонскиот непокор.
сега ги најавувам председателите на општинските комитети на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Тетово, Славчо Србиновски. Гостивар, Љубомир Ристовски. Дебар, Алмедин Шаиновски. Јегуновце, Бојан Јанчевски. Брвеница, Мирослав Гроздановски. Маврово и Ростуше, Слободан Лајковски. Теарце, Драган Радовски. Центар Жупа, Тамер Мемедовски. Демир Хисар, Ѓоко Василевски. Другово, Станоја Станојовски. Ресен, Александар Шуковски. Долнени, Дејан Марковски. Вранештица, Дејан Ристевски. Вевчани, Ѓорѓи Влајниковски. Се извинувам, Влајнкиновски. Битола, Јовица Богоев. Охрид, Сашо Донев. Крушево, Никола Пејчиновски. Струга, Бојан Блажевски. Дебарца, Илија Бутлески. Пласница, Рушитовски. Богданци, Оливер Трајков. Валандово, Дејан Бошков. Василево, Александар Ристов. Могила, Васко Карадиновски. Босилово, Георгије Делев. Гевгелија, Благој Картов. Дојран, Никола Лазаров. Росоман, Ѓорѓи Крстевски. Кривогаштани, Виктор Деспотовски. Демир Капија, Иван Тегов. Прилеп, Александар Неделковски. Неготино, Игор Јованов. Ново село, Митко Тасев. Новаци, Васко Секуловски. Радовиш, Ангел Манев. Струмица, Миро Топчев. Конче, Фене Тушев. Берово, Драган Мустачки. Велес, Живе Катраджиев. Виница, Бобан Илиев. Кочани, Дарко Стојчевски. Крива Паланка, Владко Ристовски. Кратово, Александар Наковски. Пробиштип, Маријан Митевски. Пекчево, Митко Мицевски. Свети Николе, Даниел Стојчевски. Ранковце, Виктор Филиповски. Чешиново Облешево, Иван Богданов. Зрновце, Павле Трајчов. Лозово, Бошко Цветковски. Чашка, Татјана Костадинова. Македонска Каменица, Дарко Гоцевски. Илинден, Трајанка Најдовска. Градско, Трајче Ѓошев. Зелениково, Коста Маневски. Делчево, Дарко Тодоровски. Карбинци, Дарко Стојанов. Петровец, Златко Ацевски. Аеродром, Марко Филиповски. Карпош, Благоја Неделковски. Центар, Јордан Ристевски. Македонски Брод, Александар Богатиновски. Сопиште, Јане Мицевски. Сарај, Мартин Стојановски. Студеничани, Суат Имеровски. Газибаба, Ивица Петровски. Чаир, Ѓоко Велковски. Чучер Сандево, Ивана Рајчиќ. Старонагоричане, Сонја Павловска. И Куманово, Срđан Ивановски. Ангажираноста и трудот на досегашните членови на Унија на млади сили е видлива. Тие зборуваат храбро, иницираат идеи, донесуваат одлуки, доблесно, професионално одговараат на задачите кои им се доверени и големите предизвици пред кои се исправени. Големината на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН не е само во бројот на нашите членови, туку тоа е нашата решителност и истрајност во спроведување на нашата политика. Тоа е тим кој создава и обединува. Тим кој има јасна визија за иднината. Ми представува задоволство да ги поканам на сцената младите кои секогаш истапуваат во првите борбени редови на секој нов проект, трибина, хуманитарна акција или нешто слично. Тоа е тим кој создава и обединува, кој има јасна визија за иднината. Ве повикувам да ги поздравиме членовите на извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Бојан Стојановски. Маре Ушковска. Дарко Костовски. Дамјан Мирчевски. Марија Гудеска. Лука Кржаловски. Драгана Чуприна. Димитар Атанасовски. Александар Карапетров. Коче Гаврилов. Николина Дамчевска. Орце Георгиевски. Иван Јорданов. Дејан Пандилевски. Слободан Ивановски. Илија Тозија. Јана Тодоровска. Иван Стојановски. Симона Поповска.
Сергеј Попов, Камелија Спасова, Димчо Арсовски, Рамадан Мехмеди, Елена Николовска и Јован Јаулевски. Сега, браќа и сестри, сега е нашето време, овде и сега. А доказ за успехот се овие млади луѓе, предводени од нашиот пријател, соработник, сопартиец и поддржувач на секоја квалитетна идеја, проект, активност, која значи за промоцијата на младите и нивните вистински вредности и идеали. Неговата посветеност, енергичност и способност е сегмент кој дополнително дава потик за успешна работа на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Личност која одговорно и професионално ја свати работата и храбро тргна кон освојување на нови предизвици. Браќа и сестри, ми представува огромна чест и задоволство да го поканам председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, господинот Владимир Неловски. Почитуван председател на ВМРО ДПМН и председател на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Почитуван генерален секретар на ВМРО ДПМН, господин Емил Димитриев. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани поранешни председатели на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Почитувани министри, пратеници и представници од владата на Република Македонија. Почитувани представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Мои браќа и сестри, членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте и од моје име на 23-та поред годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Гледајќи ве денес во толкав голем број, енергични како никогаш досега, голема чест ми е да се одбратам пред вас. Неодамно случајно најдов на една мисла која гласи: изградбата на едно нешто започнува во моментот кога внимателно ќе поставиме две цигли заедно. Многу често од тогаш ова мисла ме прати низ деновите, низ предизвиците, низ многобројните обврски. Секоја генерација има своја визија и мисија. Пред 23 години внимателно биле поставени почетоците и од тогаш навака секоја наредна генерација внимателно го гради најголемиот политички подмогот во Република Македонија и на Балканот, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Единството, сплотеноста, храброста да се оди чекор со новото време јасно се гледаат помеѓу секој поранешен и сегашен член и симпатизер на Унијата на млади сили. Младите никогаш не биле посплотени, младите никогаш не биле поединствени. Младите знаат каде да ја насочат својата енергија и храброст за нови предизвици. Младите знаат да препознаат вистински вредности, според кои се води оваа најбројна младинска организација. Унијата на млади сили веќе 23 години е важен фактор во креирањето и делувањето на младинската политика во Република Македонија. Јас барам сите да се заложиме за и во иднина Унијата на млади сили да остане фактор кој што ќе влие во општеството и ќе служи како извор за идни кадри, кои ќе ја вложат максимално својата енергија и ќе ја продолжат да водат Македонија кон нови победи и успеси. Како председател на Унијата на млади сили, цврсто стојам на ставот дека место за способните и квалитетните во Унијата на млади сили секогаш имало и ќе има. Од моje лично име се залагам и ги повикувам сите што сметаат дека на било кој начин со своите квалитети кои несомнено секој млад човек ги поседува и може да ги вложи во нашата организација, има простор и уште веднаш може да ни се приклучи. Повеќе од сигурно е дека ако сакаш да успееш, само побарај шанса и ќе ја добиеш.
Со задоволство, изминатиот период, сите заедно одевме од град во град, од населба во населба и запознававме нови луѓе, ја споделувавме енергијата, разменувавме идеи, креиравме и действувавме. Помогнавме да се креира најдобрата изборна програма за која младите, но и огромен број на граѓани дадоа поддршка на изминатите избори. Програма која како никогаш досега содржи огромен број на проекти за младите во нашата држава, за сигурна, безбедна и напредна иднина. Проекти со кои се опфаќаат сите сегменти на нашето живење. Изградба на нови училишта, реновирање на студентски домови, воведување на државна квота за магистарски студии, голем број стипендии, голем број на спортски објекти, поддршка за младите спортисти, уметници, музичари, предприемачи, бесплатен превоз за младите, проектот Слободен четврток. Огромен број мерки и поволности за вработување на младите во Република Македонија. Многу повеќе шанси и можности за успех како никогаш досега. Нашата визија за иднината придонесе унијата на млади сили да прерасне во двигател на најважните текови на младинската политика во Македонија, кон која секојдневно се приклучуваат нови членови. Бројот на членовите на УМС продолжи континуирано да се зголемува. Само изминатите неколку месеци во УМС се приклучија нови 9000 членови. И вкупната бројка на членови на Унијата на млади сили достигна вкупно 47.000 млади во Република Македонија. Со таа работа, УМС не е само најголема политичка младинска организација во Македонија, туку и многу пошироко. Имајќи во предвид дека младите ја имаат енергијата, дека младите се тие во кои што енергијата е, кои што можат да творат и создаваат. И најважно, дека младите сакаат да творат и создаваат. Убеден сум дека сите ние максимално ќе се вложиме и насочиме кон остварување на предизвиците, кои ни гарантираат подобра иднина. И не да се вложиме само за нас самите, туку да се вложиме во име на сите претходни и во име на сите идни генерации према кои чувствуваме одговорност и кои треба да не наследат, за да им го олесниме нивниот пат, како што тоа го направиле претходните генерации за нас. Во Унијата на млади сили има волја, енергија, знаење и визија, волја за победи, енергија за соочување со предизвиците, знаење за остварување на целите и визија за достигнување на целите. Тоа сме ние, пожртвувани и силни. Ние младите заедно можеме да придонесеме за силна Македонија. Иднината е во младите, а младите ја препозна енергијата на Унијата на млади сили. Истото ова го препозна и потврдија огромен број на млади луѓе на скорешните избори, наши симпатизери и поддржувачи, но и неопределени млади луѓе, кои ја препозна разликата на дела и проекти за подобра иднина на сите граѓани, што ни е доволен показател дека сме на добар пат. Не, нема да застанеме тука. Ќе продолжиме уште поенергично, уште поцврсто и уште похрабро и попосветено кон остварување на целите. Ќе оправдаме довербата на оние граѓани кои веруваат во нас. Вашите вложени напори, вашето несебично и пожртвувано работење, вашата борбеност и посветеност во изминатиот период од сите председатели и раководства на општинските и местните комитети, на републичките комисии и на сите членови на Унијата на млади сили придонесе ние да го постигнеме тој успех. Вие сте победата на ВМРО ДПМН. Вие сте победата на Македонија. Нашата сила не се мери само во бројки. Таа е создадена врз основите на знаење и храброст, бидејќи тие го создаваат она што вечно би останало во наследство на сите наши идни генерации. Ве повикувам сите заедно да продолжиме по оваа патека. Нашата бројност да ја усовршиме со знаење и храброст, бидејќи секој оној што вреди и што знае може и многу да придонесе. Во изминатиот период се посветивме на квалитативна надградба на секој член, многобројните обуки, трибини,
Пишани материјали и партиски списанија се доказ за нашата посветеност на оваа мисија. Сето она што ова раководство на УМС се стреми да го оствари се младински политики кои се базираат на вашите реални потреби, кои потекнуваат од младите и се за младите. Но да бидам појасен, не само за младите од Унијата на млади сили, туку за сите млади во Република Македонија. Ние одбравме ова да го направиме не бидејќи ни се чинеше лесно, баш напротив. Знаевме дека овој пат е тежок и напорен, но гените наши македонски ни се такви. Истрајно сите застанавме за да стигнеме до целта. Погледнавме во себе си, се подсетивме на сите минати генерации и гордо одбравме да служиме на Македонија и да ја представиме и обединеме целата македонска младина. Следејќи го темпото на претходните раководства, ветуваме дека во иднина ќе продолжиме со уште посилно темпо. Ќе продолжиме да работиме уште поуспешно и со сета своја сила да придонесеме кон изградба на идна Македонија, во која младиот човек ќе може себе си целосно да се реализира, да ги исполни своите амбиции и засади своите идеи за иден поголем економски и општествен развој. Нашата цел е младиот човек да биде подготвен за уште поголеми одговорности и да представува лидер на сопственото време и генерација. Нашата цел е УМС да продолжи да бележи поголеми успеси и надвор од Република Македонија, пред се во меѓународните младински организации во Европската народна партија. Нашата желба и мисија е членовите на Унијата на млади сили и воопшто секој млад човек во Македонија својот развој и унапредување да го постигнат преку вредностите на христијанската демократија и конзервативната идеологија. Јас барам да се почитуваат вредностите. Вредностите кои не карактеризираат како демохристијанска партија, како десничарска партија. Вредностите на нашите предци кои ги положиле своите животи за Македонија. Ние сме тие кои што треба да се залагаме и бориме за вистинските вредности кои може да го движат нашето општество напред. Ние сме тие кои носиме аманет во себе. Од самото наше раѓање. Аманет кој треба да не води низ животот, преку кој треба да ги промовираме овие вредности. Почитувани, патриотизмот, традицијата, религијата, почита кон законите, семејството, образованието кое го направивме достапно за сите, здравиот начин на живот кој го промовираме секојдневно преку нашите проекти. Ова се нашите вредности. Ова се нашите вредности кои никогаш, ама никогаш нема да изгледат од нас. Но денес не сме собрани тука за да говориме за мене. Ниту пак сме собрани поради луѓето кои стојат на оваа сцена. Не сме ниту пак собрани да се удираме во гради. Браќа и сестри, собрани сме заради вас. Стоиме овде заради вас. Денес ги одбележуваме вашите успеси, зашто вие сте Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Вие сте клетките од кои е создадена оваа организација и без кои истата не би се одржала. Вие сте оние кои имате идеи, кои имате визија, кои безрезервно одвојувате од своето време и енергија за да ги реализирате тие идеи што го прават УМС да е тоа што е. Најбројното и најуспешното младинско движење во Република Македонија. Вие сте иднината на ВМРО ДПМН, но најважно од се, вие сте иднината на Македонија. Сите вие што споделувате мисијата и идејата на Унијата на млади сили, од се срце ви благодарам. Што споделувате оваа идеја и мисија за да биде посилна и просперитетна нашата Република Македонија. Од мое име и од име на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, од извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, сакам да ви се заблагодарам. Ви благодарам за вашите заложби, за вашиот труд, за вашата посветеност. Ви благодарам за часовите кога се одвојувавте од вашите пријатели и семејство, од вашето омилено кафуле и од вашето хоби, се со цел да помогнете во напорите на УМС за да придонесете кон нашите акции, за да бидете дел од тимот и тогаш кога е најтешко. Ви благодарам и од име на идните генерации. Сите ние еден ден ќе напуштиме Унијата на млади сили, но важно е зад нас
да оставиме организација со која идните генерации ќе се гордеат, со која ќе може да се идентификуваат и најважно ќе им оставиме простор да ја направат уште посилна, побројна, погорделива, со жар за успех и нови победи. Но не би било се така лесно докога немавме поддршката и разбирањето за нашите потреби од извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. И најважната поддршка од човекот кој е најзаслужен за враќањето на Република Македонија на правиот пат и нејзино уште подсврсточе корење. Човекот кој со својата работа и посветеност е пример за сите нас младите и ги разбира потребите на сите генерации. Почитувани, би сакал да го поканам на бината човекот кој бил дел од унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, кој има оставено белег со својот дух и карактер, кој со својата работливост и пожртвованост, повторно ќе напоменам, представува пример за сите нас и гордо не води секогаш до нови победи. Ви благодарам, председателе. Добар ден, Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден, ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден за оваа силна енергија, за оваа политичка нуклеарна бомба на ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден за најмокната и најсилна политичка организација, најсилен политички подмладок во Република Македонија. Еден од неколкуте главни стожери на ВМРО-ДПМНЕ, на победничката ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден и за членовите на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на раководството на Унијата, на млади сили на партијата, председателите на општинските и местните комитети, како и секој еден член на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ и на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Од секогаш ми било посебно задоволство да ја поздравам оваа годишна конференција, која оваа година прославува 23 години Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Честит роден ден, УМС! Задоволството најверојатно е поврзано меѓу другото и со фактор што, гледајќи ве вас, кои сте денеска присутни, се потсеќам на периодот пред 16-17 години, како да беше вчера времето кога мојата генерација го оставаше својот траг со многу работа, вградувајќи се во Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. И во секој од вас гледам луѓе со идеи и способности кои еден ден ќе го продолжат делото на нашата организација и ќе носат нови успеси за државата и ќе работат за народот посветено, одговорно, честно, искрено и макотрапно. Без разлика дали сте само обични членови или пак имате некоја функција во местните или општинските комитети. Бидете горди што од млади нозе ја имате препознаено вистинската идеологија и партијата која носи револуционерни промени во Република Македонија. УМС е навистина посебна приказна и посебно доживување во нашата партија. Дружбите, настаните и пријателите кои ги имате стекнато додека сте во УМС, ќе ги памтите за секогаш. Но и искуствата, предизвиците, борбата, успесите, посебно ќе ви биде драго кога ќе се присетувате дека сте биле дел од младинската во време кога ВМРО-ДПМНЕ предводи државата во едни историски текови, во едно време во кое се случуваат многу позитивни работи за нашата држава. И вие самите сте дел од тоа време и ние сметаме на вашата сила. Не секој од нас имал можност да ја вгради својата младост во вака позитивни времења за државата, кога се градат фабрики во сите делови на земјата, кога се намалува невработеноста, кога се развива и помага земјоделието, кога целосно се реформира здравството, кога образованието се развива со големи чекори напред, кога може да се патува без визи, речиси низ цела Европа. Колку понижувачки беше тоа, со визите се сеќавам,
рано наутро построени пред амбасада, некои во летните месеци колабираа, други во зимните месеци заедно со визата добиваа и една пневмонија за честитол. Ме потсеќа некако како во оние легендарни стихови на Кочо Рацин: стани си утре порано, дојди си вечер подосна. Но ВМРО стави крај на тие непријатности и денес секој од вас може кога сака и за било што слободно да патува низ Европа. Тоа е ВМРО ДПМН. УМС во 90-тите се занимаваше со еден друг вид работи. Негодуваше и бараше начин како да се сопре криминалната приватизација. Сите во УМС тогаш беа современици на затворање на фабриките, на секојдневно отпуштање на работниците, на шверц и криминал на големо, на тешка стагнација и уназадување на земјата, на пирамидални штедилници. Тешки времења беа тоа. Тоа беше време кога младите лица не само што беа на маргините на општеството и не им се даваше шанса, туку и време на затвореност, не само внатре во државата, туку и во тогашните кастинско-клановски групации кои ја управуваа државата и кои не дозволуваа влез на нова енергија и со подценување гледаа на младите. Тоа беа години кога секоја наредна година невработеноста галопирачки растеше. Секој ден нови отпуштања и нови неизвестности. Кога младиот човек немаше шанса за промоција, за да покаже што знае и колку знае. Денес е сосема спротивна слика, во која младиот човек може да се фокусира и вгради во навистина позитивни текови на државата. Тоа беа времења кога се сменија многу вредности, за жал, кои до ден денес не можат лесно да се исправат. Знаењето од предност стануваше предмет на подбив. Честноста, како епитет, ја налепуваа на оние кои ги викаа будали. Работливоста на оние кои ги нарекуваа идиоти. Кој ги нарекуваше? Па оние од кои младите требаше да земат пример. Тогашната власт на СДСМ, која во голем дел и денес е во првите борбени редови на оваа партија, која се уште денес, после толку многу години, не може да свати зошто неповратно ја има загубено довербата од народот. Денес е многу поинаку. Ние постојано инвестираме во нови капацитети кои можат да го издржат пеколното темпо на работа кое го наметнавме. Затоа што Македонија нема време за чекање. Влезени сме во многу проекти. Процесите мора да се движат со забрзано темпо и со големи чекори напред. Треба да биде надокнадено сето она што не било направено во тие времења на СДСМ и многу повеќе од тоа. Секоја институција треба да работи турбо, треба да се дава постојани и квалитетни резултати за Македонија да се движи забрзано напред. За тоа се потребни спремни луѓе, а ние даваме можност и шанса на многу луѓе, посебно на младите, како од Македонија, така и од диаспората. За разлика од СДСМ, ние изградивме систем во кој нема позиции на стара слава и не се толерира неработење или легачење. Почитувани младици, во духот на сето ова, токму денеска излезе нов оглас за пројавување интерес за речиси 160 раководни места во државата и едно или повеќе слободни места во над 130 управни одбори или надзорни одбори, со цел привлекување на најдобрите и најквалитетни кадри од земјата и од диаспората, независно од нивната етничка или верска припадност или пак политичка определба, кои ќе треба да ги пополнат испразнетите функционерски места или оние на кои им завршуваат мандатите до следната пролет. Ова е трет пат ВМРО да го прави ова на ваков начин, во ситуација кога законски немаме обврска да го правиме тоа, но сакаме гласот за оваа шанса да стигне до секој еден човек кој поседува квалитети, знаење, креативност и желба да се приклучи и да ја помогне на Македонија. Тоа е една од големите разлики меѓу ВМРО и СДСМ. Со ваквиот систем на работа, ВМРО ДПМН во изминатите години оформи огромен круг на квалитетни и посветени кадри, кои се предводници на многу значајни процеси во државата. Од пратеници, министри,
заменици министри, секретари, директори и слични раководни структури. Ние даваме можност и на сите оние кои се независни, не се партиски определени, а кои имаат квалитет и креативност и сакаат да се вложат во Македонија. Секој оној кој со душа и срце сака да работи за својата земја е добре дојден да се пријави и да конкурира. Ова е чекор кој ние не би морале да го направиме доколку на вистина не сакаме да пружиме рака на најквалитетните, кои сакаат да превземат одговорност и да го вложат своето знаење и креативност во развојот на Македонија. И во тој процес и младите во ВМРО ДПМН имаат своја шанса. И ве охрабрувам да бидете секогаш конкурентни со знаење, со креативност, со подготвеност за многу работа и успеси, и при тоа да се борите за своето место и за вашиот личен напредок. Затоа што вашиот напредок е и напредок на Македонија, а тоа е она за што се залагаме и за што работиме како приоритет над приоритетите. Токму затоа нашата темелна заложба е политиката на отворени врати, на постојано кадровско освежување, на прибирање на нови кадри кои имаат знаење, волја и потенцијал да се докажуваат. Тоа се покажа како исклучително добар метод на работа, кој дава резултати, каде се јавува конкуренција меѓу најдобрите и луѓето кои се на позиции се држат на постојан притисок дека доколку не го дадат максимумот, ќе бидат заменети со подобри. Но исто така им се дава шанса и на образованите и стручните, оние кои политиката не секогаш им била најсилна страна и претежно се посветиле на усовршување на професијата и своето време го трошеле да станат подобри во својата професија. Сега, со овој оглас, но и со новата фаза на новиот бран во партијата, им се дава шанса и на тие луѓе кои се подготвени да го дадат својот максимум и да се вложат во развојот и во напредокот. Драги пријатели, ВМРО ДПМН е политичка партија каде програмата и планот за работа се најголемата вредност во действувањето. Основните наши вредности како држењето до дадениот збор пред народот и пред секој човек, како и чувството на одговорност и посветеност, додека се врши јавната функција, направија огромен дел од разликата со која победуваме на изборите. Дадената доверба која граѓаните ни ја доверија 9 пати поред се најголемиот репер и потврда за патеката која врвиме, патека која не е лесна, низ која се испреплетуваат препреки и потешкоти, но патека низ која цврсто сме решени да чекориме, затоа што имаме план, визија и знаење, имаме сила тоа да го направиме. Огромната доверба која ни ја доверија граѓаните, значи дека народот прави разлика и истиот се одлучи за напредок. Наш најголем приоритет во работата на владата останува економијата и новите инвестиции кои значат отворање на нови работни места во Македонија. Токму затоа, новиот состав на владата е дополнително засилен со 2 нови министри без ресор, чија примарна задача ќе биде привлекувањето на нови инвестиции. Тоа значи двојно повеќе сили за работа на ова поле кон кое сме толку многу силно фокусирани. Сакам јавно од тука да нагласам дека точно знаеме што сме ветиле пред изборите и нагласувам дека секој член од новата влада, ако треба и секој ден ќе ми има мене лично за подсетник, дека од ветеното не смее да има отстапувања и дека мора да се вложат и последните атоми од силата да се реализира ветеното. Што ме ветено, нема назад. Тоа е нашата девиза и така ќе продолжиме. Оваа година очекуваме отпочнување со реализација и градба на повеќе најавени инвестиции. Меѓу нив е и последната инвестиција на германската техника од текстайл, која што ќе отвори фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Штип, веднаш до Джонсон Контролс,
ќе вработи над 500 луѓе, а почетната инвестиција е 12 милиони евра. Двете нови германски фабрики во Охрид Струга, каде работиме на трета поголема инвестиција и тоа токму во Охридски емо, но да не збориме пред рака. Тука е и градбата на американската фабрика во Кичево, италијанската во Скопје, фабриката која ќе отвори 5000 вработувања во Ранковци и околината и повеќе други. Она што посебно ме радува е што не само во деновите на изборите, 9 компании јавно објавија нови фабрики во Македонија, како конечна нивна одлука, која ќе почне да се реализира во најголем дел оваа година. Она што посебно е важно, што и по изборите, секоја недела примам високи представници на крупни корпорации од различни индустрии кои се дојдени да испитаат што е тоа што во последно време Македонија почнува да ја прави хит меѓу инвеститорите. Која е таа магија која, иако земјата се уште не е членка на НАТО и ЕУ, ги привлекува многуте компании тука да отворат бизнис и да инвестираат во нова фабрика, во нов капацитет и да отворат нови работни места. Доаѓаат кај мене, во придружба или на Веле, или на Мизо, или на Бил, или на Джери, или Висар, или Делев, или Алек, или моите заменици Зоран и Владо, или некои од другите функционери посветени на оваа работа. А од кај мене одат да разгледуваат локации во поголем број општини. Тоа ми потврдува дека оваа земја, овој народ има иднина, има перспектива, дека невработеноста ќе продолжи да се намалува со посилно темпо отколку досега за време на светската и европската криза. Еве, завчера сабалето дојде една американска компанија со 2 своји дивизии и план за градба на 2 нови фабрики во 2 различни града. Ги донесоа Веле, Мизо и Висар заедно. Вечерта дојде Бил со друга од Америка, а ден пред тоа со руски инвеститор заинтересиран за неколку инвестиции. Джери 2 дена пред тоа донесе 2 други компании, а до крајот на месецот треба да се сретнам со уште 4, од кои 2 термина ги има резервирано Делев. Сите овие компании кои сега доаѓаат, се уште немаат одлука конечна дека тука ќе инвестираат. Но фактот што дошле од далеку, баш тука во Македонија, неколку дена да одат од локација на локација и од институција на институција, раѓа голема надеж дека барем дел од нив ќе донесат одлука за инвестирање и ќе отворат нови работни места во Македонија, пред се за младите луѓе во Македонија. Да подсетам, кога во 2006-та дојдов во владата, потенцијални инвеститори во мојата канцеларија беа вистинска реткост. Со месеци се зборуваше за некој дека може би дошол. Сега ги има по неколку неделно. Тоа е резултат од нашето работење. Тоа е ВМРО ДПМН. Затоа верувам, ако во тешко време во кризи успевавме невработеноста од неверојатно високите 38%, да ја смалиме на 28,4%, со отворање на нови над 120.000 работни места, има основ да се надеваме дека во наредните 4 години ќе ја спуштиме на околу 22%, со отворање на нови 64.000 работни места. Вчерашниот нов податок на Заводот за статистика дека во првиот квартал бруто домашниот производ расте со 3,9%, за растот на извозот и другите параметри, ја зајакнуваа таа верба. На тој план, особено важно за нас е вработувањето на млади лица, зашто продолжуваме со проектот за поддршка на самовработување. Од идеја до бизнис и формализација на постојани бизниси со неповратни средства грант од 3.000 евра за секој новорегистриран собствен бизнис. Досега преку оваа мерка се вработени 5.806 лица, а само во 2014 планирани се 950 нови вработувања. Со цел да се потигне вработувањето на младите лица до 29 години, продолжуваме со поддршката за прво вработување, практиканство за млади невработени лица. Досега со мерката се офатени 1295 млади лица, од кои 759 се вработени.
Од 2014 година започнавме и со програмата за субвенционирање на вработувањето на млади лица до 29 години. Прва шанса. А започнавме и со обуки кај познат работодавач и со обуки кај познат работодавач за субвенционирано вработување. Оваа мерка ќе овозможи обука на невработени лица кај работодавач за период од 3 месеци со финансиска подршка од 5700 денари и субвенција за вработување за период од 3 месеци во износ од 13000 денари со обврска на работодавачот да го задржи лицето на работа дополнителни 6 месеци. Ќе продолжиме и со финансиска подршка за правни субјекти за отворање на нови работни места во мали и средни предпријатија и занаечи од мал обем. Ќе продолжиме и со програмата за обуки на напредни IT вештини. Со мерката за ослободување од плаќање на персонален данок за работодавачот, доколку се вработи млад кадар до 29 годишна возраст. Само досега се вработени околу 2000 лица во период од само 2,5 месеци, што значи околу 20 до 30 лица дневно, што ја покажува успешноста на оваа нова програма. Околу останатите приоритети би нагласал дека останува за зацртано реализација на проектот, чија цел е да им помогнеме на најранливите категории на граѓани, ќе се направи една многу конкретна и значајна мерка, а тоа е еднократниот отпис на долгови. Ова е проект кој ќе го реализираме и целосно ќе го исполниме. И ова ќе биде прифатено на првата седница на владата по формирањето на новата влада на 19 јуни. Како што ветивме, тековната година е година на покачување на платите и пензиите, како и социјална помош за најранливите категории граѓани. Во следниот 4-годишен период, владата ќе ги изголеми платите на просветните, здравствените, социјалните и културните работници, полицијата и војската и сите вработени во јавниот сектор по 5% секоја година, тргнувајќи од октомври оваа година. Вкупното зголемување на платите во овој мандат ќе изнесува 21,5%. Владата ќе ги изголеми пензиите за 5% годишно секоја година со вкупно зголемување на пензиите за 4 години ќе изнесува 21,5%. За примателите на социјална помош ќе се следи истиот тренд и истите зголемувања за 4 години, доколку не се случи некоја посериозна надворешна криза. Годинава веќе во март имавме зголемување на 5% на пензиите и социјалната помош. Следната година следува ново исто такво зголемување. Ќе продолжиме со големата подршка на земјоделците. Како што вети ВМРО ДПМН обезбеди вкупно 600 милиони евра за развој на земјоделството и руралните средини, односно по 150 милиони евра секоја година. Ова е историски највисок постигнат износ за подршка на македонскиот земјоделец, обезбеден од македонската држава. А веќе на првата седница на владата по изборите, владата го усвои законот за намалување на ДДВ за сточна храна, адитиви за сточна храна, жив добиток, со што директно се стимулира производството на месо и млечни производи, а со тоа ќе се намали и зависноста од увоз истото. За ова веќе владата, како што кажав, ја донесе одлуката и веднаш по 19 јуни ќе расправа парламентот. Истовремено, во делот на здравството, за наши стратешки приоритети и проекти ги подразбираме довршувањето на градбата на 5 центарот и болницата во Козле во Скопје, почнувањето со градба на новиот клинички центар во Скопје, како и комплетно новите болници во Штип, Кичево и реновирање на голем број болници низ Македонија. Освен ова, ќе следат и многу други проекти во здравството кои ќе го одбележат овој мандат. Во делот на образованието ќе продолжиме да ја осовременуваме наставата за нашите ученици, преку набавка на нови 300.000 таблет компјутери за сите ученици во основно и средно образование. Ќе продолжи набавката на интерактивни табли за основните и средните училишта, со што ќе се овозможи внесување на нови дигитални содржини. Ќе продолжат и реформите во сите делови на образованието, а особено ќе се фокусираме, и тоа уште оваа година, на реформите на педагошките факултети. Предвидуваме и продолжување на проектот за обезбедување на стипендии за студентите за студирање на најдобрите универзитети во странство. Не чекаат 4 години
на тешка работа. Ветеното мораме да го оствариме. Народот ја заврши неговата работа. Недвосмислено ни ја даде довербата. Народот многу не задолжи. Сега ние сме на потек. Нема лево-десно, нема фаќање кривини. Мора да се испорача ветеното и точка. Тоа е тоа. Тоа е наша задача сега. Очекувам многу работа, високо чувство на одговорност од новиот владин состав. Ако некому во некој период не му се работи, нека каже навреме, за да не се врука ни себе, ни мене, ни партијата, ни државата. Не е најважен исходот од наредните избори. Образот е во прашање. Тука нема играње. Почитувани присутни, ние мораме во нашата работа да се придржуваме до моралот и до јасната и конзистентна идеологија. Тоа се разликите. Успехот зависи од залагањето и од голем број исправно донесени одлуки. Од СДСМ денеска за жал не гледаме идеја и политичка борба. Заев и Чекеринска соочени со својот личен неуспех се обидуваат да ја киднапираат партијата СДСМ и се обидуваат помеѓу собственото членство да го наметнат оној познат стокхолмски синдром во кој пробуваат киднапираните, во овој случај членството на СДСМ, да се солидаризираат со киднаперите, со Заев и Чекеринска. А при тоа не гледаат дека секогаш, ама баш секогаш, киднапирањето се гледа како неубава работа и нема да им успее, затоа што граѓаните нема да им дозволат. Пробаа се што може. Прво демек со идеи и проекти ки ни конкурираат. Потоа видоа не оди, ајде со лаги, со интриги, со монтажи, манипулации, клевети, навреди. Резултатот уште полош од тоа преходно. Сега уште киднапирањето на собствената партија им остана. И ставањето неизино во залог на личните интереси на неколку луѓе. И ако навреме не се освестат, се ќе загубат. Ќе загубат и поддршката на нивните членови. Се заплеткаат до таа мерка, што сега не знаат како да се отплеткаат. Па ние ќе мораме да ги отплеткуваме. Ќе ги отплеткаме некако. За доброто на државата. Оти какви такви и требаат на македонската демократија. Една од најомилените напади врз нас им е дека немало доволно демократија и сме живееле во диктатура. Драги мои, во таа диктатура, замислете, лидерот на опозицијата имал 6-7 милиони евра капитал и тоа го смета за средна класа. И велат вози приватно ауди кое чини веројатно над 100.000 евра. И плюс јавно тврди на телевизија дека најголемиот дел од богатството го стекнал за време на владењето на ВМРО. Леле, каква диктатура! Леле, диктатура е! Многу јака диктатура. Во диктатурата Рада има стан од 200 квадрати, викендици, скапи коли, дури и за станот во која самата живее, некој плаќа кирија од над 5.000 евра месечно. А сега од парламентот, кој не го признава нели како диктаторски, си побара уште 1.000 секој месец. Каква диктатура? Значи, оваква диктатура ретко се наоѓа. Замислете да немаше диктатура. Замислете. Што ќе правевме, луѓе? Многу јака диктатура, многу. Не, стварно замислете да немаше диктатура. Што ли ќе возеше Заев? Вселенски брод, веројатно. Директно од Струмица на месечината. Што ќе губи време во Скопје? Па тек Рада, кој ќе го земеше авион од држава во држава. Европа да ја среди, баталите и Македонија. Оде на друг тениски турнир, демократски, а не вака диктатура. Во што ли ќе живееше Рада да не беше диктатурата? И колку ли кирија ќе добиваше за станот во кој живее? Ма не би го издало на под 10.000 арки.
да не беше оваа диктатура, нели? Има да платат што во станот што им е изнемен живее таква особа со такви квалитети. Каква диктатура, какви бакачи. Фатете се за работа, тоа е мојата порака до нив. Фатете се за работа, не се занимавајте со вештачки измислени теми. Направете понуда, направете програма, дајте некои нови луѓе, реформирајте се, борете се со реални и со остварливи идеи за подобар живот на народот, а не со ваги, со интриги или со манипулации. Дајте да се надправаруваме со проекти. Доста е со овие измислени и вештачки теми. Не сакам ни да зборувам за висинската диктатура од 90-тите. Кога Радмила Изаев аплодираа на еден човек кој сега го гледаме како лававо си тера по кафанчиња и ја зема највисоката пензија во Македонија. Кога беа негови извршители, кога имаше 2, подоцна 3 весници и една телевизија, кога убиваа луѓе по улици, кога имаше сомнителни самоубиства со по 2 крушума во глава. Се сеќавате? А не сега кога се даваат субвенции, кога растат плати, кога растат пензии, социјални помошти, кога се отвораат нови фабрики, кога се гради насекаде, кога има плева од телевизии, вестници и портали, кога стотици луѓе дневно преку контактни и отворени програми во медиумите може да кажат се што сакаат и да критикуваат се што им смета, кога имаме најчисти избори спроведено со било кој која ќе се спореди од минатото, кога можеш на некого да му налепиш клевети и афери како никаде на свет и притоа како паун да глуми жртва дека суството било пристрасно и дека имало диктатура. Но сега е време. Сега е време кога народот веќе може да спореди. И тоа е тоа што ги боли. Тоа е тоа што ги боли, споредбата. Еве, например, земете го проектот Скопје 2014. Кој е главниот проблем тука? Главниот проблем е зошто ние го правиме, а тие не го направија. Тоа е маката. Луѓето прават споредба со нешто што го нема. Затоа требаше да се отцрни проектот. Не е ова време на диктатура. Не е ова време на диктатура, туку тоа е време на манипулации и на интриги на поранешните диктатори, чија што безидејност и неработење од нивното време денеска излегува на површина многу повеќе од колку во минатото. Почитувани присутни, во последната кампања не само што се обратив кон сите граѓани за сите прашања, вклучувајќи ја и економијата, туку посебно се обратив кон албанците во Македонија, посебно на темата економија. Затоа што е и нашата и нивната најголема мака, каде е потребен најголем фокус на владата и која беше улогата на ВМРО во тој дел во изминатите 8 години. Да продолжиме по тие патеки. На сите нам, економијата, невработеноста, сиромаштијата и немаштијата ни е заедничкиот проблем, или ако сакате, заедничкиот непријател. Да го победиме заеднички, сите заедно. Треба да гледаме кон работите кои не спојуваат, каде што освен економијата се и Европската Унија и НАТО, по добриот живот, по квалитетното образование, по силното здравство, задоволен земјоделец. Имаме многу заеднички проблеми, за да го губиме времето на вештачки искреирани проблеми од оние кои не знаат како да се соочат со реалните проблеми. Драги пријатели, на политичката сцена мора да се закопаат секирите и да се намали јазот меѓу политичките конкуренти. СДСМ мора да почне да учи од грешките, инаку не може да се надева на успех. СДСМ прерасна во партија на лица кои, не нудејќи решенија и заради омраза, заради лични хирови и фрустрации, создаде тема која мислат ќе ги амнестира во некоја историска дистанца за нивните неуспеси и катастрофални резултати. Мнозинството од нивните челни луѓе се класични неработници, арогантни и упорно одбиваат да прифатат дека во нив е грешката. Те народот им е крив, те меѓународната заедница сега им е крива и слично. Беа во Брисел, им кажаа и таму дека бојкотот не е решение
и дека ова е лошо за државата. И време е да сватат дека не може вака. Ова мора да престане. Ова е лошо за државата и за секој нејзин граѓанин. И самите тие го знаат тоа. Јас сум спремен да им помогнам да излезат од оваа каша. Јас сум спремен да им понудам пакет кој ќе ги адресира сите нивни грижи, исто како што прифативме на нивно барање и она понижувачко одбележување со мастиво, само за да се увера дека нивниот неуспех не лежи во тоа. Единствено што барам од нив е да престанат со ова деструктивно однесување за државата и за сите граѓани во неа. Јас подавам рака. Нивно е дали ќе ја прифатат. Македонија мора да оди напред, а СДС мора да се однесува одговорно. Но и ние ќе бидеме одговорни и ќе работиме да го исправиме се она што реално го имаме како проблем. Но тие негираат кристална победа од над 200.000 разлика. Тоа не им проја ни кај ни во партија, ни никаде. Па ќе се заборави Заев и вика и се да беше понивно, пак ќе изгубеле само поразот ќе бил со помала разлика. Па пак утредента не признаваат избори и диктатура било. Срамота е тоа. Потребно е одговорно и сериозно работење. Ние сме силни и ние не се плашиме да подадеме рака за доброто на државата. Што се однесува пак до нас, ако гледаме теснопартиски, само нека продолжи СДСМ да зборува за диктатури, за режими, за слобода во 21. век. Во ситуација кога цела држава ги гледа дека живеат како бубрези во лој и спијат на милиони евра. Народот гледа, светот гледа и се чуди. Сите им се чудат, освен оние кои ги користат како маша за своите интереси. Тие го користат сето ова, за да и наштетат на земјата. Искрено се надевам дека ќе се најдат сили, ќе се собери храброст и ќе се вратат на вистинскиот пат, да ја водат својата политичка битка онака како што тоа се прави во целиот цивилизиран свет. Ние сме спремни да им помогнеме да излезат од овој вртвок, затоа што ни требаат и нам како власт, и на Македонија како консолидирана опозиција, во еден нормален, демократски амбиент. Инаку, правилата се јасни и многу едноставни. Кога си на власт, искористи го времето најдобро што можеш да ја оправдаш довербата на граѓаните, да го реализираш тоа што си го ветил и да ја помогнеш на својата земја. Кога си во опозиција, критикувај власта за тоа што реално треба да се критикува, но понуди и решенија за проблемите на државата, одржливи и реални решенија. Кога таквите решенија мнозинството граѓани ќе ги оценат дека се добри, дека тие што ги нудат се способни да ги реализираат, тогаш народот на избори ќе ви даде мандат и од опозиција ќе станете власт. Тоа е единствената нормална формула за демократско освојување на власта. Толку ли е тешко да се свати тоа? Но доста за нив. На крајот тие ќе решат сами за себе. Сме навикнале ние, а и нашиот народ да трпиме и поголеми, и потешки, и посериозни предизвици. Нашиот одговор треба да биде енергичен. Двојно повеќе сила и ангажман. Силно и пеколно темпо на реформите и битка за подобро утре на секој дел од теренот. Жестока борба за секое ново отворено работно место. За секој пациент да има подобри услови. За секој процент покачување на плата и пензија. За секој штрафче во странските фабрики и во домашните капацитети. За секој килограм произведен род во земјоделието. За секоја цигла поставена во зградите за ранливите категории граѓани, во секој милиметар асфалт во автопатите и патиштата, за секоја уличка во секое село и населено место, секоја цевка поставен водовод, секој привлечен турист од странство и секој денар што ќе го остави во македонската економија, за секој нов поевтин лек, за секоја табла во училиштата,
Нема друг одговор. Тоа е одговорот на нашето работење. Со силно залагање и покрај овие обструкции треба да ги избиеме редовите и обединети со народот да работиме со сите сили, интензивно и посветено, за да го одржиме чекорот со реформите за европската интеграција и за достигнување на европските стандарди. Следуваат многу битки. Не сум човек што се откажува или подклекнува. Овие битки за напредок им ги должиме и на нашите предци и на нашите деца. Затоа да останеме на земја со народот, како и досега што правиме, и да обединуваме, да ги вклопиме сите во оваа борба за нашата Македонија, за да покажеме дека успехот зависи од нас самите, а широкиот фронт обезбедува поголеми шанси за успех. Јас верувам дека народот знае и препознава. Јас верувам дека нашиот народ е свесен, самосвесен, слободумен, работлив и креативен народ. Граѓаните се борци. Знае народот кој е во право, а кој греши. И таа сила која доаѓа од народот е нашата најголема сила да продолжиме да работиме, затоа што тоа е чест и привилегија да работи за својот народ и за својата држава. Нема потлекнување. Одиме само напред. Да е вечна и вековита унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Да славиме уште многу вакви родендени. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее македонскиот народ. Да живеат сите граѓани на Македонија. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.